Општина Кочани успешно ја заврши постапката за набавка на уреди за интерна комуникација на припадниците на територијалната противпожарна единица. Уредите ќе можат да се користат на терен при различни интервенции. По завршувањето на тендерската постапка, веќе е подпишан договор со најповолниот понудувач фирмата Радик Системи од Скопје. Таа треба да обезбеди 16 рачни радиостаници. Според договорот, за опремата ќе се платат околу 300.000 денари заедно со даночните давачки. Со тоа ќе им се овозможи поголема мобилност и координираност на пожарникарите, особено во отежнати временски и други услови. Истовремено, уредите ќе овозможат и подобра лична заштита заради навремено меѓусебно информирање за потенцијални опасности. Од испорачателот на уредите се бараше комуникацијските уреди да исполнуваат одредени технички стандарди, односно да покриваат пошироко подрачје на отворен и затворен простор, да издржуваат поголема топлинска разлика и да нудат квалитетен пренос на звукот. По подпишувањето на договорот се очекува во најскоро време добавувачот да ја испорача опремата за пожарникарите, со што таа ќе може да се користи веднаш, односно за интервенции уште во текот на оваа летна сезона. Видливи оштетувања има на плочките на скалите во трговскиот центар во Кочани, а движењето на граѓаните е отежнато и представува закана за посериозни повреди. Заради тоа, веќе подолг период потребна е нивна соодветна реконструкција, наместо досегашните повремени поправки на одредени сегменти. Иако ваквата потреба постојано се актуализира во јавноста, па дури неколку пати имаше и советнички прашања на седниците на Советот на Општината, сепак тоа постојано се одложува, а најавената постапка за реконструкција се развлекува со години. Ова го призна и првиот човек на општината на една од последните седници, на која имаше конкретно прашање до него дали службите во локалната самоуправа преземаат конкретни мерки конечно да се реши проблемот од комуналната инфраструктура. Ова прашање е долгорочно. Многу често и како директор на комуналното предпријатие и присутен на седниците на Советот сум имам можда да го слушнам, е поставувано, правени се ситни интервенции, но се пак треба за трајно решение и долгорочно решение на ваквото прашање треба еден посериозен проект и посериозен зафат. Информирани се службите, работат на ова прашање, ќе се потрудиме многу брзо и за таму да излеземе со полно решение, во делот на реализацијата ќе дадеме одговор дополнително. По реконструкцијата на плочникот во трговскиот центар, што беше направена пред околу 2 години, во план беше и замена и поправка на скршените плочки на скалите. Сепак досега тоа не се случи, а граѓаните се жалат дека на одделни делови оштетувањата се толку големи што го отежнуваат движењето, особено на повозрасните лица, како и во текот на вечерните часови. Поради тоа, потребно е што поскоро да се комплетира потребната документација и да се преземат конкретни активности на терен. Локалната самоуправа на Кочани ја продолжува во годишната кампања за уништување на комарците со терестички третман. В четврток на 23 јуни ќе се спроведе превентивна дезинсекција на подрачјето на општината. Вечерта од 20 до 1 час од пополнок ќе се изврши прскање против комарци од земја. При тоа ќе биде опфатена површина од 300 хектари на подрачјето во градот, како и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грловци, Прибачево и Оризари. Третманот против комарците ќе го реализира стручна екипа на компанијата Лиса Ком од Кавадарци. При тоа ќе се користи широкопојасен инсектицид, за кој што е одобиено одобрение од Бирото за лекови. Од општина Кочани информираат дека во случај на неповолни временски услови, односно при силен ветар или пак пороен дожд, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен период. На крајот од оваа работна недела ќе почнат надпреварите од првото коло на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Традиционално, по повод празникот на градот, турнирот го организира општина Кочани во соработка со Општинскиот фудбалски сојуз. По продолжувањето на рокот за пријавување, утврдено е дека на турнирот годинава ќе се надпреваруваат вкупно 14 екипи. За во вторник во 13 часот и 30 минути е најавено ждребувањето на екипите за распоредот по групи,
а победниците од групите ќе играат за натамошен пласман. Се планира одигрувањето на надпреварите да почне в петок на повеќенаменското спортско игралиште во дворот на гимназијата Љупчо Сантов. При тоа ќе има по 2 надпревара додека трае разигрувањето по групи. Крајниот пласман на учесниците и победникот на турнирот ќе биде познат на 12 јули, токму на празникот Петровден. За најдобрите учесници во екипна и поединечна конкуренција и годинава се предвидени награди. Победничката екипа ќе добие парична награда од 60.000 денари. Младиот Дино Лазарев, член на Баскет Дино Деликатес, е повикан во редовите на македонската кошаркарска репрезентација за кошаркари до 16 годишна возраст. Тоа е ново признание за кочанската кошарка од Националната федерација, односно од репрезентацијата, за добрите настапи во изминатото првенство, во кое заедно со своите соиграчи Лазарев влезе во баражот за пласман во втората лига, но на крајот го освоија третото место. Селекторот на младата репрезентација Андреј Апостолски Лечик и неговите помошници Никола Димитриевски и Дејан Срабиновски минатата недела организирале контролен тренинг на кој учествувале 38 кошаркари. Потоа бил направен потесен избор на членови на репрезентацијата од 18 кошаркари, меѓу кои се најде и Лазарев. Репрезентацијата на Македонија за кошаркари до 16 години ќе се надпреварува во А дивизијата, а турнирот ќе се одржи од 12 до 20 август во Скопје. Подготовките на репрезентативците ќе започнат на 27 јуни во спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје, а потоа ќе продолжат во Маврово.